Колега Зендели, навистина ви благодарам за вашето излагање и се разбира дека информациите кои што ги споделивте со нас и тоа како ни идат во прилог на парламентарното мнозинство, па најверојатно затоа денеска сведочиме за молк или дури полапразна сала. Имено во насака на податоците кои што ги пренесавте, а кои што никако не допираат до парламентарното мнозинство, најверојатно затоа што ги споделува опозицијата, и ве прилика јас да ги споделам тоа што велат и медиумите, па може повеќе ќе ги подразбудиме од овој длабок сон во кој што се, а истовремено и автурна државата. Имено, владата на СДСМ за 4 години ја задолжи државата колку претходната за 11. Замислете, ние сме позадолжена земја, каде што за 11 години не ни можеше да се подзамисли, а при тоа во 11 години сведочевме за капитални проекти, а денеска не можеме да сведочиме ниту за шајка, ниту за камче поместено. Македонија е најсиромашна земја во Европа согласно Евростат. Не согласно ВМРО или колегата Фандил Зендели, и добро е да се разбудите. Синдикатот алармира. Само за 1 месец потрошувачката кошничка порасна за над 1300 денари, а за 1 година дури нешто по 4128 денари. Македонија е најсиромашна земја во Европа, граѓаните треба да живеат со 120 денари на ден, тоа значи, согласно инфлацијата, дека граѓаните, почитувани колеги и колешки, не може да се дозволат ни шише зејтин. Македонија последна во регионот во економскиот раст. Ова не го вели опозицијата, ова не го вели колегата Фадил Зендели, ова го велат медиумите, извештаите, домашни и меѓународни. И пред самиот крај на оваа реплика се разбира во својот говор многу повеќе ќе говорам на оваа тема. Влада која што е втурна во државата и ја направи државата лидер во кризи, економски, здравствен, безбедносен, енергетски, топлински, да обезбеди финансиска стабилност. Затоа ќе повторам, како многу колеги тука, потребни се промени час поскоро од оваа катастрофа во која што ова парламентарно мнозинство ја втурна државата. Ви благодарам. Фадил